Одговорноста на јавните обвинители се утврдува врз основа на факти и докази, а не врз основа на политички изјави или јавен притисок. Велат од Советот на јавните обвинители, по повиците на владеачката ВМРО ДПМНЕ да реагира за запирањето на постапката за злоупотреба со мазутот и прозивките на обвинителката Катерина Коларевиќ и шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази. Отаму вела дека не можат да влијаат врз текот или исходот на конкретните истражни и обвинителски постапки. Советот не може да коментира, ниту да прејудицира одлуки донесени во рамки на законски утврдени постапки од страна на надлежното јавно обвинителство. Доколку постојат сомнежи за незаконито, нестручно или несовесно постапување на јавен обвинител, законот предвидува посебни механизми и постапки за утврдување на одговорност, кои се водат врз основа на конкретни факти и докази, а не врз основа на политички изјави или јавен притисок. Од ВМРО ДПМНЕ и денеска побараа реакција од Советот, а упатија обвинувања на адреса на Коларевиќ и Абази. Со прикинувањето на постапката за случајот Мазут биле заштитени лица блиски до СДСМ и ДУИ, велат од партијата. Дали има финансиски мотиви со кои Коларевиќ и Абази молчат и дали заради тоа ја запреа постапката? Зошто СДС не го осуди овој случај и не го повика Васко Ковачевски да се врати во Македонија? Зошто Советот на јавни обвинители молчи и не истражи дали е постапено според сите процедури во овој најголем финансиски случај во енергетиката? За секојдневните пресконференции на темата, со реакција се огласи лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој ги оцени како политички притисок, за што рече дека ја информирале меѓународната заедница. Përderisa ushtrohet ky presion edhe atë nga personalitetet të jetës politike, publike, kur dihet që në të kaluarën zoti Miloshovski ka patur probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me prona, me padrejtësi që janë ushtruar ndaj familjes së Pucko Petrollit. Kjo është në vazhdën ushtrimit преsionit. Вчера и од обвинителството, по обвинувањата на АДСМ, дека одлуката за затворање на случајот е донесена врз база на некомпетентни лица од компанијата, одговорија дека состојбата не била утврдена паушално. Исказ дале лица кои ги овластил генералниот директор и ЕСМ не приложила конкретни докази за оштетно побарување, а доказите кои ги доставиле од компанијата покажувале дека немало настаната штета.